Една од најпознатите гимнастичарки, Симон Байлс, во последните неколку месеци е многу повеќе актуелна во медиумите од порано и не станува збор само за нејзините спортски успеси на кои сме навикнати. Како што отсекогаш била транспарентна, особено во комуникацијата со својата публика, Симон зборуваше и за сите козметички корекции што ги имала и призна се. Веројатно немала поим колку интерес ке предизвика нејзиното обраќање, како и за нејзината искреност за пластичните операции, што е нешто за кое јавните личности ретко сака да зборуваат. Овој пат Симон Байлс ја отвори душата уште повеќе и сними видео во кое го покажува својот изглед пред зголемувањето на градите и сега по операцијата. Добро, јасно можете да ја видите разликата, но освен тоа станува збор само за тоа да се чувствувате добро во собствената кожа и да се сакате себе си, а јас од секогаш сум била многу отворена за тоа, рече Симон. Гимнастичарката додаде дека и претходно не се чувствувала лошо во врска со своето тело, но едноставно сакала да го промени тој дел. Филантропистот и автор Макензи Скот објави дека донирала рекордни $7,1 милиарда на непрофитни организации во 2025 година, што е значително зголемување во однос на претходните години. Ова ги доведува нејзините вкупни придонеси од 2019 година на импресивни $26,3 милиарди, објавува CNN. На својата веб страница Скот напиша: "Иако оваа сума сигурно ќе биде спомената во вестите, тоа е само мал дел од целата грижа и љубезност што беше споделена во заедниците оваа година." Нејзините донации во 2024 година изнесуваа $2,6 милиарди, а во 2023 година беа $2,1 милиарда. Овогодинешниот износ продолжува да привлекува огромно внимание, бидејќи нејзините донации доаѓаат без никакви оврски и честопати се екстремно големи во споредба со годишните буџети на организациите што ги примаат. Според Forbes, Макензи Скот има процената нето вредност од $33 милиарди, што при поголемиот дел од нејзиното богатство доаѓа од акциите на Амазон, што ги доби по разводот во 2019 година од основачот на компанијата Џеф Безос. Драгана Костадиновска е родена на 10 декември 1983 година во Скопје. Таа е македонска театарска, филмска и телевизиска глумица. Дипломирала на факултетот за драмски уметности во Универзитетот Свети Кирил и Методи на одсекот за глумечка игра во класата на Кирил Ристовски и Зоја Бузалковска во 2006 година. Вработена е моментално во Македонскиот народен театар од 2008 година. Бојана Скендеровски ја заокружува 2025 година со нов сингл што ветува да стане еден од нејзините најголеми хитови. Нема е свежа ритмичка и заразна трака, објавена како подарок за публиката токму пред нејзиниот прв солистички концерт на 13 декември во Македонската филхармонија. Пред мојот прв солистички концерт решив да ви ја подариме новата песна Нема, спремете се за ритам кој не излегува од глава. Порача Бојана, која и овој пат блеска со својот препознатлив шарм и силна енергија.